Добре дојдовте во емисијата Среда среќно, заедно со вашиот домакин Божана Ќуавкова. 12 часот и 9 минути, добар ден и среќен ден од студиото на Радио Голди. Денеска 11 февруари 2026 година и денешната мисла на денот вели искреноста што ја пружаме и примаме и желбата да помогнеме се најважните нешта. Денеска имаме исклучителен гостин, професор доктор Живко Андревски, поранешен професор на Факултетот за новинарство и комуникацијски науки и поранешен декан на Европскиот универзитет во Скопје. Во ова интервју ќе разговараме за состојбата на локалните медиуми, што се случува со нив, какви се последиците за информираноста на граѓаните и како ова влијае на демократскиот процес. Професор Андревски ќе ни ги открие причините и можните решенија за да го спасиме локалното новинарство од исчезнување. Останете со нас, разговорот следува веднаш. Ќе кажам дека интервјуто ќе го водиме преку телефон. Професор Андревски, најнапред добар ден и добре дојдовте на програмата на Радио Голди. Добар ден и тебе и на слушателите на Радио Голди. Јас секогаш имам волја, желба и радо се вклучувам во вашата програма, имам високо мислење за вашата понуда, постојање и функција што ја имате како систем толку години со сите премрежења за кои да не ги товарувам слушателите, нели? Но делумно и тие знаат што се случувало со други радиостаници на локално ниво и затоа мислам дека дотолку повеќе имаат почит, респект и врзаност за Радио Голди. Професоре, некогаш во нашиот град, како што рековме, имаше 5 радиостаници, денес останаа само 2. Локален вестник нема. А како вие од професорски и медиумски агол ја оценувате оваа состојба? Па добро, прво ќе појдам од личен аспект. Јас сум долго време врзан за локалните медиуми. Значи, мојата непрофесионална новинарска кариера, значи во далечните 1967-68 започнала во локални медиуми. Значи, Радио Битола и Битолски вестник, каде што и тогаш живеет и бев средношколец. И во таа смисла, значи, моите емотивни димензии спрема локалните радиостаници се само дополнителна сила, дополнителна енергија за да ги следам и да ги проучувам. И на тој начин да се обидувам. Значи, локалните медиуми, кои треба да подразбираат, значи, определено ограничено подрешение, кој комуницира со својата публика, преживеа еден период на свој процут, кога тогашните општини, овие од поранешната локална организација во Македонија, 29 општини плюс градот Скопје како посебна организација, значи, исполнуваа своји функции кои беа битни за животот во заедницата. Значи, животот на граѓаните, функционирањето на органите на власта, постојање на јавен живот во култура, образование, спорт, стопанство, социјала и така натаму и така натаму. И потресите што општеството ги доживеа со плурализацијата како позитивна категорија, но со се што внатре следуваше од типот на нестабилност, на прегратост на општеството, пренасочување на капиталот во целосно приватни раце, каде што суштината се следува на профит, многу помалку на општествена одговорност. Значи, на најголем број медиуми им предстоеше голем кризен период, а потоа многу и укинувања. Значи, претпоставувам дека тие што не слушаа, ако не сега знаат по минатото, значи локални радиостаници кои има јавен карактер, медиуми печатени исто така со јавен карактер, во еден дел се појавиат телевизиски програми кои има своја функција. Значи, зборувам за делови кои општеството на определен начин ги организираше, учествуваше во финансирање или во помош и така натаму. Значи, втора мрежа беше, нели, локални медиуми кои се од приватен карактер, што пак на тој стеснет пазар, објективно говорено стеснет пазар за финансирање, и со можни други притисоци, се разбира ги трпеа пак тие други непосредни врски. И одеднаш локалната средина, што требаше да биде предност, да се знаат проблемите, темите, дилемите, движењата, се престори пак во спротивност, по тоа што директно влијание има врз медиумот, тие што бидејќи
точно може да знаат кои се идеите, што се пласираат, кои се можностите, што треба да се насочи, како тоа влијае врз луѓето и така натаму. А колку дигиталните мрежи и порталите ја потиснаа локалната класична медиумска сцена? Порталите си се свој феномен, да бидеме начисто. Значи, има своја логика на постоење, на комуницирање. Ова што ние го имаме како историја, значи локални вестници, радиостаници, телевизиски, така натаму, си има своја функција. Тоа што порталите така стана достапни, во смисла на присуство, е сепак е до ограничена публика. Си не може да не се лажеме ние сега дека на порталите публика ќе бидат голем дел од пензионерите, дека голем дел од руралното население ќе се вклучува и ќе бара по портали информации, содржини и така натаму, што е сосема различно во однос да речеме на моќта на радиомедиумот и телевизискиот медиум, кога човек е во секое време да го комуницира, да прима информации, така натаму. Второ, официјалноста, степенот на официјалност на овие медиуми, јавен карактер, во смисла на јавна достапност и одговорност во однос на закон, во однос на публика и така натаму, никој што порталите не ја достигнуваат. Луѓето имаат сепак доверба кога нешто е официализирано, темелено, одговорноста постои, значи мора да се верува во него и така натаму. Овој дел ќе го заокружиме со прашањето дали локалните медиуми беа доволно поддржани од институциите и заедницата. Па бајка сега тоа треба да се каже дека што обстојувале во подолг период, да речеме од 30 на години, значи сепак општеството представено од органи на власта, од политичкото живење, од стопанското организирање и така натаму, успевале да ги одржат медиумите, значи да помагаат по дело што е од нив, во нивна надležност, институционална помош, финансиска помош, други услови обезбедување, кадровски, технички, така натаму. Но, подосна, за жал победи идејата дека се треба да се препушти на некакви сурови односи на пазарот, нели? Да. И кој ќе обстои, а оттаму одговорноста на институциите во широка смисла, значи и државни, и политички, така натаму, се повлекува со тоа што имаше полесно да се полешат, од еден аспект, а втор аспект е што остварува по директно комуникација и директно влијание врз нови облиците на новите медиуми. Меѓутоа, клучно беше и донесувањето на законот да не се финансираат медиуми преку државни институции. Бидејќи имаше злоупотреба во практиката. Јас се занимавам со тие начални определби и како тоа на конкретен терен изгледа. Ако во општеството победи, начално дека ние се приватизираме, се приватизираме, тоа и тоа. И тоа полека тоа се одразува и врз медиумската сфера, Значи дека еден дел од медиумите се обидува, треба да биде на начисто, веројатно тоа важи и за Велес, како и за други општини, се обидува во новите услови да се снајдат, да се пробиваат, така натаму. И onda на таа идеја, дека се ќе приватизираме, значи наврат на нос, испада дека тоа може и со закон да се реши. Законски одредби, значи се укина, како што се знае во Македонија, РТВ таксата, која во еден период беше насочена и за јавните локални радиостаници и за најмногу за македонската радиотелевизија. Сега, нов печаток имаме. Воопшто не е битно која структура влајачка во смисла на политика, коалициона и така натаму го донела законот. Сега, значи, македонската радиотелевизија, каде што јас работев од 25-6 години, се финансира преку буџет. И след тоа граѓаните имаат, да речем, имаат печаток, дека тие не се обврзни, не плаќаат РТВ такса, надомисли како се викаше јавна давачка, но тоа не значи дека тоа што се финансира таа куќа, тој систем, дека не се од граѓаните тие пари. Пак се тие преку даноци, такси, царини, казни и така натаму. И сега одговорноста на куќата се сведе на тоа пред тие што даваат пар од буџетот. Да. Помалку пред публиката која плаќаше, пак требаше да се најдат некои институционални форми и така натаму. И така едно законско решение, да речем со 5-6 члена, или може да помалку членови, одеднаш тектонски промени на предизвика во јавната сфера и
посебно те локалните медиуми, посебно локалните радиостаници кои беа институционализирани, со тоа што тие речиси сите, не речиси, јас мислам дека сите до една се укина. Значи, одеднаш се фрли во канал, да речемо, џубре, долгогодишна работа, документација во тие институции. И тоа е национални радиостаници. Да, се заборави тоа, дека што има тоа како систем, како понуда, како можна конкуренција во рамките со другите локални медиуми од приватен карактер и така. Значи една, општо речено, креативна атмосфера што можеше да владее во локалните заедници, во медиумската сфера, а на тој начин и врз другите сфери. Што да не се заборави, дека медиумската сфера не е сама за себе и по себе. Влијае и трпи влијание во сите сфери во општеството. Значи, од улици, патишта, паркиралишта, до основни средни училишта, образовни институции, до социјални теми, до спортски случувања и така натаму. И бидејќи сега само се сведовме на приватни медиуми, меѓу кои што и Радио Голди, информирањето се сведува повеќе на репрезентативни текстови, реклами, продавање на програма и така натаму. А што значи тоа за граѓаните кога нема локално вистинско информирање? Еве сега имам добра идеја, ме инспирираш да го кажам тоа. Да. Значи, еве има општините преку да речеме советите и градоначалникот, нели имаат своји електронски медиуми со кои се представуваат и може да се представат. Но може да се замисли што може, значи, човекот, новинарот, односно референтот или каков статус има таму, да напише во однос на действувањето работата на градоначалникот, кој му е работно, службено надреден. Значи, дали тој воопшто може, а знам дека не може, нели? Без прашање дека не може никаква критичка дистанца да обезбеди одлуките, постапките, решавањето на проблемите. Згоре на тоа, значи, кој е врзано на тој начин. И тие идеи што се јавуваат како опозицијски во рамките на Советот, општината, на јавното живење, тие не добиваат третман на тие портали или медиуми преку кои општината како систем преку двете големи институции, градоначалник совет комуницира со граѓаните, значи там тоа се сведува на едно некритичко аплаудирање, пофалби и така натаму. Или имаше поединечни медиуми, јас за Велес не сум во тек на тој начин, и тоа знам дека во Скопје, општина Аеродром, каде што известно време живееш, и имаше медиум, печатен, кој излегуваше непресечно. И во него имаше со бројка 27 слики на градоначалник. Да. Дали постои ехо сега тоа списание? Не, има некој електронско издание, ехо се дистрибуираше пред короната, таа се короната ни стана на мене горем ориентир во општеството и историјата пред корона и по корона. Значи, дори јас работував таму без основа на овие студентско-професорски мрежи, објави само 2 текста за Скопје, се укина тоа бесплатно дистрибуирање, а може да имаше шанси да речеме тоа ехо некако да обезбеди ехо кај граѓаните, без оглед на структура на медиуми, така натаму, но ехо не постои, постои некој издание електронско, еве фактов што јас сега не сум сигурен што се објавиле, а како пензионер спаѓам групата што редовно следи настани, или јас и мислам дека тоа го правам, че не сум дека што ехо објавува, освен ако нема некој инцидент. Тоа е вообичаено, кај нас ако се направи некој инцидент, тогаш ќе добива поширок третман. А дали без локални медиуми се губи контролата врз локалната власт, бидејќи сведоци сме дека сега политичарите само се рекламираат, сами создаваат информации. Денеска одржав средба со тој и тој, само начални информации, а не суштината. Значи фали новинарска обработка. Апсолутно, тоа добро, јас го кажав, тоа за така наречена критичка дистанца што треба да се има содржината што се пласира во јавниот простор во однос на оној на кој таа се однесува содржината. Нормално е, не можеме ние очекуваме, треба да очекуваме дека носителите на функции, да речеме во локалните средини по разни основи, ќе зборуваат нешто против себе. Кои ќе покраде некој критично прашање, ќе бидат виновни други, така натаму. Општината, значи луѓето, општината како систем, кај нас се зборува исто така и на ситна неинтервенција во јавниот простор, значи општината не е советот и градоначалник.
општината е систем од односи во кој луѓето остваруваат своји прави, живеат или да кажам научно, значи ако на работа создаваат пари, во општината ги трошат. Тоа е толку нормална позната ситуација. И сега, во средината во која тие ги трошат парите, живеат, така натаму, не можат да немаат објективна аналитичка информација, содржина која ќе биде мерена со критериуми на успешност или неуспешност, на законска заснованост или незаснованост, за креативност, иднина и така натаму. Току, значи ќе има едно новченце во дадена средина, ќе го пуштат и човек, ако не сака да размислува или не го види, ќе помисли дека тоа е некој голем урбанистички проект, човече, дека им решил, како да кажем, можност за комуникација преку тој простор на толку луѓе и така натаму. А ако го видиш сам, очи, ќе видиш дека тоа се човече интервенции што приватник може да ги направи за едно поплодно. И се смени и начинот на информирање со тоа што, например, порано кога имаше некој значај настан, гостин и така натаму, имавме право, се велеше пресконференција, а сега велат дојдете да даде изјава. Има разлика во тоа, само да даде изјава и новинарски прашања да нема. Едноставно, кога ќе поставиш некој новинарско прашање, политичарите се нервозни. Бидејќи се навикнаа на таа нежност од медиумите, што сами си ја создадоа, меѓутоа и влијанието од страна, бидејќи од страна ги научија да имаат своји портали, фејсбук страни и така натаму, и сега фактички немаат потреба од медиумско представување. Иако тоа е грешка. Кога човек ќе направи научна, да речем, обсервација на некои теми, не се случајни некои категории за цел живот важи, така важи и за образование. Значи, нема да држам предавање сега, се разбира. Значи, има во високото образование разлика меѓу тоа што е семинарски труд, што е есеј, а што е стручен труд. Кај на сите ги вика семинарски. Така и во сферава на комуникација на локалната власт, значи, да даде изјава или некој облик на брифинг. Ќе ја наслушам, па ќе видиме. Значи, не мора да снимат или може да снимат, ама само ова што ќе кажам и така натаму. Тоа е премногу затворен систем на пласирање на содржини што сакаат да бидат јавни, а не соочување со љубопитноста, објективна љубопитност на општеството, на заедницата и така натаму. Значи, новинарите се разбира се луѓе, поединци, но тие ја представуваат или треба да ја представуваат јавноста, значи по широкиот интерес. Како што ќе влезе човек во медицина, тој не треба да води сметка дали некој го сака или не го сака, туку треба да го лекува според правилата на струката. Така и новинарите, кои ќе влезат во професијата, тие имаат дополнителна димензија. Значи да го чувствуваат пулсот на народот, интересите, потребите, стремежите, да соочуваат, да промовираат идеи што понекогаш се изнесени може би на прв поглед, понекогаш се креативни, атрактивни, па ги соочуваат и така натаму. Значи тој диалог е слаб збор, значи таа широка дебата на соочување на идеи, мислења, соочување на факти или како тие влијаат, не достига на тој начин што е сепак еднонасочна ситуацијата, комуникацијата. Значи, изворот, во случајот власта или представник на тој систем, значи, зарачи информации, не ги соочува со другите и сега, ако човек новинар и објективен и истинит, тој ќе го пренесе тоа. И на тој начин, значи, извршил пропаганда. Бидејќи јас сум од првата генерација, втората од факултетот по новинарство, каде што вие ни бевте професор, се смени сликата на информирање. Например, во тие жанрови што ги учеа студентите, начин на информирање, вест, извештај, осврт, интервју, белешка, потоа коментар. Новите времења сето тоа го изоставуваат и се сведува само на вести. Сега новинарот нема право на коментар. Тоа ни е одземено. Значи новите времења ги толкуваме ако ни одговара. Значи тоа е така. Не се нови времења да не постои анализа, да не постои соочување на гледишта, да не постои истражување или тоа што јас професорски сум го викувал градилиште од податоци. Значи ти ако на просторот една нива донесеш песок, тули, железа и така не е куќа. Куќата е куќа се иззида, се додара, се нападат столови, темели,
покриви и така натаму, така и ова. Значи, новите времења не ги сменија вредностите на тие новинарски жартови и описни искажувања. Туку едноставно се запоставени, поради што општата клима е таква што брзо се запорава на некои вредности или не се приспособени тие нови вредности на околностите, дека имаш плурално општество во секоја сфера, дека имаш луѓе што и различно ќе мислат и дека треба да се почитува тоа. Значи сега ме подсетите на студиите по новинарство кои во подослежната фаза прво беа интердисциплинарни 4 факултета, а потоа само правниот факултет што сега се вика Јустинијан први. Значи последната година академска 2005-2006 јавно деканот на комуникација со официјално лице изјави, а исписокот е дека се запишани само 5 студенти. Да. Значи, Македонија остана пак без студии по новинарство, иако имаше обиди с новинарство да се студира на Шипскиот универзитет, во рамките на правниот факултет, на Петовските универзитети. И сега пак имаме ситуација кога, ако евентуално треба да имаме образовани новинари, што е неопходност на модерно време, значи неопходност, не е сакам никам, ние остануваме без факултети дали ќе студира луѓето некаде. А луѓето што не студирале новинарство, не се само како што, за жал, не успеав јас јавноста да убедам дека тие не се само пишувачи и говорители на вести и на информации. Туку се истражувачи, организатори на медиуми според законски, економски, правни работења, комуникација, маркетинг на медиумите за собирање собствени средства за финансирање и граници до кај што треба да додат. Значи една широка култура и образованост за вкупниот медиумски систем. И сега, бидејќи новинарството ги отвори така широ вратите на сите што Боже ќе се пројавуваат во новинарството, вестите се, како што може да се констатира во Македонија, прости и кратки и така натаму, делумно се, не делумно, туку се за заведување на публиката, делумно се партизирани, не се политизирани, политизирано е квалитетно, ови се партизирани, тесно гледани и така натаму, и еден дел преземање на вести од туѓи средини, најчесто од српското подрачје. Јас ги читам тие вести и гледам кои глупости натре во преводот се појавуваат. Еве една, вели српската формула, вика брже болje. Значи така е формулата. Да. Во Македонија тоа го преведе побрзо и подобро, нема врска. Брже болje е наврат на нос, преку колено во Македонија. Или имење и презимење на луѓето. Тоа е да човек да падне во месец, колку не разбираат луѓево или колку градови не знаат. Бидејќи таму е со падежна форма, од падежната форма преземено. И така натаму, дека не само. И сега, сето тоа комуницира во општество. И сега одеднаш, нели, нема потреба од високо образувани новинари и сиве што ќе дојдат ќе се снајдат, некако ќе биде, тоа значи нека историскиот критериум, епохалниот цивилијатски критериум или е веќе гурнат, или се одржува на тоа ниско ниво. Че нема пробиви, нема нов квалитет, нема ново снаоѓање во средините во кои, значи, кој ќе биде новинар, нема, јас сакам, ајде, навивачки да кажам, фудбалски клуб Барселона, се да остави во светов. Ама след јас што сакам, туку треба да видам како стои на табелата во таа лига, како се не преварува меѓународно, што се случува и така натаму. Значи, тој тип е општеството, значи, создаде услови, делови општеството, луѓето да немаат потреба, интересирање да студираат новинарство. Штета. А ако овој тренд продолжи, каде води локалното новинарство за 5 до 10 години? Како е се викала, кога човек сака да предпоставува, обично треба да биде оптимист. Значи, логика рече, ќе да пропадне, како се вика, ќе да заглави, тоа е лесно да се каже, идејата е. Значи, професионализмот во новинарството, што има историски вредности, значи историски категории, не треба и не сме да се напукти. За професионализам треба да имаш професионалци. Професионалци кои ќе прават пробиви, некаде капка по капка, некаде момент по момент и така натаму, така натаму. И во таа смисла нека има потреба не од формален документ, стратегија за локално информирање во јавна смисла, туку мора да има научни анализи кои ќе овозможат што може. Еве, моја проценка гарантира дека општините или средините од големина на Обје, Велес, Охрид, Битола, Прилеп, Кавадарци и така натаму, дневно може да продуцираат по 40 до 50 содржински информации.
Значи, ако тоа се открие, луѓето ќе бидат врзани за медиумот. Еве, само еден пример. Колку, еве, и твоето радио, значи радио Голдин е образовано на тој начин, тоа кога би имало облик на јавна одговорност, поширока јавна одговорност, значи, колку пати се третирани родителските средни во основните и во средните училишта во Велес. И што нудат тие? Се карати таму, се сакаат, имат и предлози, се пунат, бара само петки и така на или има таму некои содржини што вредат јавно да бидат комуницирани и така на тоа. Или човекови права, поединечни човекови, има општи човекови права, поединечни човекови права кои што земеш некој предмет, тој кајна следва да е екстремен. Дали се нешто казнет некој или прави бука и така, но иднината за 5 до 10 години, јас мислам дека е прво стабилизирање на општествените текови, кои ќе овозможат значи локалните информации да добиваат дневен проток за да достигнуваат до публиката да може да им верува или барем на еден дел од медиумите да им верува дека тоа е така како што е кажано и дека тоа ќе освои публиката. Сепак публиката е врзана за дадената средина и кој ќе прочита медиум дека нивната улица се реновира или ќе се реновира, дека училиштето на неговото дете или самото дете постигнало успех во рамките на школото, меѓународни направи и така натаму. Дека еден настан добил пошироко значење, дека ќе биде емотивно врзана, а емотивноста не е преслободна категорија. Емотивноста подразбира и акција, и однос према тие настани, и придонес во една квалитетна јавна дебата или квалитетна комуникацијска средина, која ќе помага. Во таа смисла, значи, сум не механички оптимист, туку истражувачки оптимист, дека локалните информации сепак ќе треба да бидат пласирани, да бидат достапни до потенцијалната и реалната публика и дека тие ќе ја прифаќаат таа информираност. И како што спомнавте вие, значи не само работата на институциите, локалните самоуправи, туку и за животот на граѓаните, приказни за луѓето, проблемите, успехот нивен, па тоа го и чиниме, например, ние. Сигурно, апсолутно е ние. Значи, зашто е општината систем, повторувам, систем од односи, кои се наразчуваат, се канализираат низ механизмите на власта, на владењето, на локалната самоуправа и така натаму. А не дека не постојат и дека само тоа. Значи, кога кој совет може сите теми и идеи да ги отфати во дадена општина, во дадена средина, во насело, во дадена единица, урбана единица, во градски ситуации, во рамки на нивното живење, што може да биде исполнето со идеи, со проекти. Мора да е тоа случаен настан. Да. И може да има промислување некои што ќе понудат, ако ништо друго, елементи за дебата, еве нека и кавга, да речеме, ама нешто да се движи. Исто така значајни и многу битни работи нели во информирањето се лажните вести, што сме ние трговски друштва, не смееме да си дозволиме да објавиме лага или невистина, а во порталите тоа се случува. И често нели има проекти кои што работат на тоа да се откријат лажните вести. Како да се заштитиме од тоа? Не. Значи тоа е сепак е тоа прашање на одговорност на луѓето. Глобален проблем. Одговорност на луѓето што ги пласираат тие вести. Да. И многу луѓе не одат свесно, значи погрешно, лажно, девијантно и така, туку едноставно свесно тоа го прават. Сега тие не се соочуваат со тоа што може да ги снајде за лажните вести. Правна одговорност, која е тешка. Кој на суд ќе оди ти ако напише некој дека Живко Андревски има 80 години, а јас имам 70, да речем, и така натаму. Значи, сега, видите, тие системи на заштита на тој начин удат тешко, значи, мора клима да се создава дека лажните вести. Значи, јас имам категорија дека нема лажни вести, туку дека има нешто е или е вест истина, или е лага. Значи, не е вест ако е лага. Лага е лага, не е вест. Вест е содржина што произлегува настан од идеја, од смисла и така натаму. Значи, некоја поширока обществена одговорност да се прави за да може тие што лажат, да речеме, се заведени или се забудени, туку што свесно лажат во делот на некакви своји видливи или помалку видливи интереси, кои можат да бидат
привилегија, статус привилегија, пари, привилегија, место, привилегија, углед и така натаму, така натаму. Значи треба паралелно и обществена одговорност како дебата. На самиот автор, да. И форсирање на етичката, моралниот елемент на тоа. Кога лажеш, както си вика, лаже, што викаше, нема да го спомнам, кажа, вика, остана, вика, на тие принципи. Кажам, тоа е вистина и останувам тоа. Вика, ама не ти се исплатува. Водиш сметка сега, неговиот ум. Инаку човекот беше на високи позиции во медиумската сфера во држава, на највисоки позиции во држава. Значи, неговиот модел на промислување, инаку постар од мене далеко, значи, неговите промислување е дека дали ми се исплатува, јас да кажам дека тој кандидат не е добар за таа и таа функција, или прави погрешни потези, и така натаму. Толку години сме во независна држава, плурализам, па плурализам и во медиумите. Дали е тоа демократија? И колку е ова опасно за демократијата во која што се наоѓаат локалните медиуми? Медиумите во принцип треба да бидат составен дел на демократското живење во најширока смисла. Значи, пренесување на идеи, соочување на идеи, плурализам, кој кај нас за жал се подразбра само плурализам политички партии. Не, да. Плурализмот е и во сфера на издавачка дејност, имаш плурализам, и во сфера на образование, учебници, погледи, пристапи и така натаму, и така натаму. Значи, не се обезбеди демократскиот процес да го поттикнуваат медиумите, посебно таа тоа локална демократија. Тоа е демократија што функционира на ограничен простор. Инаку кај нас локална демократија тоа као некој се тегна за уши. Таму се расправаат така натаму. Што се демократски процес кој подразбира, значи, почитување на закон, почитување на вредности, почитување на потреби, интереси на граѓаните, барање патишни и начини за разрешување на дневните, трајните, историските проблеми. Ако е така, а треба да е така, значи, демократијата во локалните заедници може почетна за да функционира во целиот систем, значи, пошироко. Нема територија на Република Македонија напор од територијата на општините. Нема, ако нема облик на демократска проширена комуникација, на демократско барање и наоѓање на решенија, демократско барање и на проектирање на животот и така натаму, тешко дека на ниво на држава ќе добиеме широк демократски процес. Знаете дека на почетокот на формирањето на овие трговски друштва радиодифузни, имаше преку Совет за радиодифузија или сега Агенцијата за аудиовизуелни услуги, сме подготовка на проекти, така да од плаќањето на концесиите ни се враќаа на некој начин парите и така можевме да обстојуваме и да правиме квалитетна програма од зајавен интерес. После тоа се укина тоа, после тоа исто така централната власт на некој начин не игнорира, не вклучувајќи не во некои проекти што ги финансираше преку министерствата години на назад велам, а исто така и за политичките кампањи сме игнорирани, иако локалните медиуми највеќе можат да допрат до гласачите. Значи во однос на така наречените проекти од јавен интерес според закон. Така човечки да кажам, мене срце ме боли што е распадна таа голема идеја. Јас објавив еден текст преку едно сараевско електронско списание кој го презедува, значи, цели системи на комуникации во Полска, во Холандија, во Белгија и така натаму. Насловот беше убава идеја, замина во историјата. Да. Значи, таа идеја беше, останува дека таа вредност се задржа. Значи, тие широки трошоци за производство на квалитетна програма од јавен интерес, што постојат по јавниот радиодифузен сервис на Крајновска радио и на други места, да бидат намалени и со помалку средства да се добијат квалитетни програми кои ќе ја вршат функцијата на јавен сервис, функцијата на јавно одговорни и квалитетни содржини. Но тоа толку се избирократизира во рамките на тогашниот Совет за радиодифузија, толку се престори во некакви комисии, тела, погледи, анализи, согледување и така натаму, и во крајен случај се испостави дека не оставува функцијата. Тие пари, да се требаше функционално да бидат.
како што месечно Македонската радио телевизија и тогашните локални станици што ги добива парите, ги трошија месец за месец, да не речам ден за ден, и тие проекти требаше да функционираат на тој начин, оперативно. Значи, тие што се приватни продуценти, дали се локални радио станици, телевизиски или други модели, значи ургентно да добиваат пари, ургентно да испорачуваат резултат. И да може тој да се комуницира во јавноста, значи своите идеи, пораки и така натаму да ги пласира. Сега, од една страна формулата, значи Македонија е единствена држава и така натаму, добро звучи, така и треба да биде, значи не сме ние разгрането општество во смисла на политичка организација, правна и така натаму. А од друга страна испада дека Македонија се сведува во сите сфери практично, па и во медиумите, Скопје и нешто што постои надвор од тоа, што е многу голема штета. Да. Значи, така не може да се гради општество заедница, која нема да води сметка, ајде да зборувам во секунда за секунда сега, дали се развива Мариово и селата околу Мариово, дали Полок има услови да живее, да напредува, дали функционира некој систем во Беровско, Пекчевско и така натаму. Значи, за мала држава, со толкова квадратни километри, колку што се со толку број луѓе, значи целото општество мора да се развива равномерно, паралелно и на тој начин да се градат, значи, и реални достигнувања и уште повеќе објективни шанси за секој да може, значи да има трајна правна сигурност, слободно да се движат неговите економски интереси, да човековите права максимално да се почитуваат во најдобра смисла на зборот, и тоа што државата е толкава, малку бројна според население површина, тоа да биде предност за општеството да напредува, а не да биде, како се вика, хендикеп, нека мали сме и не може, обратно е. Малото, тоа што е помало, полесно е да се насочува, да се вреднува, да се контролира по позитивна смисла, да се останени резултатите и така натаму. За состојбите, дали се виновни новинарите, државата, партиите или надворешниот фактор? Предпоставам дека ќе се изненадиш. Најмногу се тие што се нарекуваат новинари. Да. Тие не се новинари во професионална смисла, тие се просто партиски работници, распределени во медиумите, како што партиите си имаат натре човек што води сметка за локалните органи, за избори, за меѓународна соработка, за култура, одбор, комисија, така се овие делови од партиски организам, сместени или да речам инсталирани во рамките на медиумите, и тука нема дилема. Че го се појави определен автор, воопшто не мора да се секираш. Ни ти како Божена, ни јас како Жичко, си ставови ти ги брани и што ќе лаже. Одма се знае, дека ова е на таа политичка опција, односно конкретна политичка партија, односно јадро на таа политичка партија и нешто. Ако е црно, не гледате вие, бело е ова. Значи, тоа е, првото е таму. Значи, што е нарушување на професионализмот. Второ е дека честото нема изградено механизми, критериуми за луѓето што би работели работат во таа сфера медиумска, бидат економско-социјални обезбедени. Така. Трето, нема конкуренција. Значи, јас знам и во време на социјализмот која беше, ако има човек проблем во една куќа, во една редакција, за да премине во друга куќа, тоа одма генералните директори се слушаат на им себе и овој што човекот треба да си оди, на другиот му вика, па тој бе на работник, тој е бунџија, тој прави проблеми, како ќе го примаш него? Затворен систем. Сега уште повеќе, че немаш ни медиуми, ако некој изгуби работа по некоја основа, сака сам да си оди, избркане поради, не знам, појаве да речеме, оправдано е правда. Не мора да е наместено, дека одма има друг медиум или друга куќа, друг систем, што ќе може брзо, безумно да го прифати. Тоа onda се престорува во човек кој што е на улица, без примања, со грд предзнак медични мала средина, одма знае, тој им правеше проблеми таму, знаеш таму, ги шпионираше и така натаму. Јас ја следувам ова на ниво на уличен, малку и уличарски разговор, ама и тоа е вистината. И натаму институционално поставување на медиумите во статус, ама статус и одговорност паралелно и секогаш отворени можности за развој, следење на трендови во рамки на државата, следење на трендови во рамки на светот и така натаму. Да, во телевизиите гледаме либерални емисии, меѓутоа никогаш не се поставува темата за медиумите.
Па треба еден да одговара за себе, да кажат дека се инструирани како да постапуваат. И логично дека тоа е логично. Дури и ако направат, пак се тоа познати блокови во рамките на тоа. Дека едниот ќе застапува еден пристап, друг пристап, нема комуникација, да се види што е вистинито, што не е вистинито. Че сега читав и го разменувам тоа, дека човек вика станува возрастен стар, ако е равнодушен. Јас, например, сум од таа возраст, читам се, како би се рекло, како стар пес. Слушам, гледам, ама не се правувам. Ама се гледам како се тие јавни настапи, кои се прсани за приватни, тесни интереси. Дури некои толку се ретроградни, што одат на штета на државата, на општеството. И не, тоа си теренат. Веќе тие добиле такви инструкции, одnosno да решам, платени се за тоа да го прават, и нема да сметка, дали нешто имаш ли правен систем и правна одговорност, економски законитости кои треба да ги почитуваш и така. Да не отворам конкретни теми, а имам 10 по глава, каде што, значи нема закон, нема вистина, нема правда, нема прогрес. Туку едноставно, рекле така ти и тоа. Веќе имаме уште 5 минути. Да? Би ве прашала, која би била вашата порака до локалните медиуми што се уште обстојуваат и до јавноста што ги слуша? Значи, до јавноста што ги слуша да почне да им верува и да бара, да кажуваат точно вистинито, квалитетно, навремено. А за медиумите, мојата порака е дека треба вкупниот живот во средината каде што функционира, значи пошироко, не само град и селата, така натаму, вкупниот живот да го следат со сите елементи, со случувања, со идеи, со проекти, со потреби, со проблеми, и на тој начин, значи, чекор по чекор да создаваат широка информативност и информативна активност, и на тој начин публиката, ако не оде на штош постепено, да им верува и да ги сака. Ви благодарам на ова убаво истрпно интервју. Жал ми е што е преку телефон, во друга прилика ќе ни бидете и гостин.